Добро вечер, Дневник на ТВ+. Ова се дел од содржините. Останете со нас. Притвор за пироманот што палеше возила по градот. Поплавена црквата Света Петка во Бедиње. Млади од селата ќе се обучуваат за граѓански активизам. Отворен фестивалот на новиот германски филм. Годишниот кумановец кој опожари 11 патнички моторни возила доби мерка притвор во траење од 30 дена. Тој ќе одговара за кривично дело предизвикување општа опасност. Во распитот пред надлежните приведениот го признал делото, истакнувајќи дека возилата ги палел по случаен избор без посебна причина. 38-годишниот кумановец ЗМ, кој за 1 час опожари 11 патнички моторни возила на повеќе локации во градот, доби 30-дневен притвор. Се товари за кривичното дело предизвикување општа опасност, потврдува основното јавно обвинителство. Во извршениот распит, пироманот го признал делото, наведувајќи дека во алкохолизирана состојба без никаква причина ги палел возилата по случаен избор. Посочил дека веќе подолго време е невработен поради што е депримиран и незадоволен од општествениот систем. Приведениот самиот побарал да биде упатен во некоја психијатриска установа на соодветен третман, но основното јавно обвинителство, имајќи го предвид фактот дека станува збор за опожарување на повеќе возила од лице алкохоличар кој е претходно било осудувано за семејно насилство, одлучило да му одреди мерка притвор. Како што истакна портпаролот на ОЈО Куманово Зоран Марковски, начинот на извршување на кривичното дело бил идентичен кај сите возила. Кумановецот со запалка ги подпалувал автомобилите во пределот на регистарската табличка, при што пожарот се проширувал на целото возило. Поголем дел од возилата беа целосно изгорени, а останатите со поголема или помала материјална штета. Меѓу оштетените автомобили се и 2 возила на полициски службеници. По поројните дождови целосно е поплавена црквата Света Петка во село Бедиње. Под вода се иконите, масите, односно целиот внатрешен дел. Ктиторот раскажува дека и минатата година река Липковка се излеала и го поплавила оваа свето место, но водата тогаш не била во толкав интензитет. Додава дека поради ова се загадени и 3 лековити води. Поројните дождови кои изминативе денови го сафатија Куманово предизвика излевање на реката Липковка, која поплави црквата Свети Петка во село Бедиње. Освен дворот, целосно е поплавен и внатрешниот дел на ова свето место. Ктиторот, 67-годишниот Ацо Величковски, кој 12 години ја одржува оваа црква, истакна дека и минатата година врнежите предизвикале поплава, но тогаш водата не била во толкав интензитет. Водата некаде, по моја проценка, 80 сантима и може би повеќе да има, али сигурно е од 80 сантима нагоре вода е. Толку јака вода беше, дури и околу, кај комшиите тамо, во штала имат исто и они тамо свињи чуват, крави, има неколку свињи издавени. Од црква има исто преку 80 сантима вода. Се икони се упропастени, други работе, како сами исто бидовте, дека и столчиња, и асталчиња, и се тоа се е упропастено. Величковски додава дека силната вода го прелила и мостот, кој што делумно е уништен. Тој се надева дека општината ќе го реновира мостот и дека и во иднина преку него ќе може да поминуваат автомобили, бидејќи тврди дека во црквата доаѓаат болни лица кои не можат да се движат пеш. Инаку за поплавата ги информирали надлежните, па деновиве треба да поднесе пријава за проценка на штета. Има свети води, тоа е Света Петка, Богородица и Света Недела. Загадени се, сега моментално не можеме на никој да му помогнеме, ништо не смеам да дам од тие води, зашто ќе затруеме народ. Сега моментално ќе мора да дојде и пожарна, да ги црпиме водите, да ги очистиме, па во болница да поедам, за лекови да земам тамо, дезинфекција да извршам и тогаш дури да дам на луѓе вода да. Црквата Свети Петка во село Бедиње постои повеќе од 50 години. Семејствата на кои им се оштетени куќите во големата поплава на улицата Никола Тесла можат да ги пријават штетите. Комисијата ги повикува граѓаните на општина Куманово кои се зафатени со оваа поплава да ги пријават штетите до 19 октомври.
Граѓаните на кои што куќите им беа зафатени од големите поплави почнаа да ги пријавуваат штетите. За таа цел во општина Куманово вчера беше формирана комисија која ќе ги прима барањата. Од комисијата за проценка вела дека оваа година поплавите се предизвикани поради неисчистените канали околу автопатот, пошто водата се излиела во населбите. Но за разлика од претходните години, оваа поплава не е од големи размери, така да не се очекуваат голем број на пријави за обештетување. Општина Куманово со општински штаб за спасување излезе на лице место да види каква е состојбата, презеде одредени мерки и активности кои што се во нивна надлежност, а и општинскиот штаб ја задолжи комисијата за проценки на штети која работи во составот на општина Куманово да во краток временски период излезе на терен и направи проценка на штета. Комисијата ќе повикува граѓаните на општина Куманово кои се зафатени со ова поплава да ги пријават штетите во општина Куманово до 19 октомври до 15 часот да поднесат пријава за обештетување. Граѓаните покрај образецот што треба да го подигнат од архивата или да го превземат од сајтот на општина Куманово, треба да приложат фотокопија од лична карта, имотен лист и слики од поплавите. По пријавувањето, општинската комисија за проценки на штети ќе излезе на лице место да направи проценка, пошто владата треба да ги обештети поплавените домаќинства. Млади и жени на возраст од 15 до 24 години од различна родова и етничка припадност и лица со попреченост од североисточниот плански регион ќе имаат можност да се обучуваат во рамки на проектот Граѓанско учество во руралните средини. Целта е тие да стекнат знаење и да го кренат својот глас со конкретни мерки. Имплементатор на проектот е Норгес Вело од Крива Паланка со партнерските организации. Граѓанско учество во руралните средини е насловот на проектот кој денеска беше презентиран во Куманово. Проектот е наменет за млади и жени на возраст од 15 до 24 години од различна родова и етничка припадност и за лица со попреченост од североисточниот плански регион. Целта е тие да стекнат знаење и да го кренат својот глас со конкретни мерки за подигање на свесноста во заедниците и за поголема вклученост во креирање на локалните политики и поттикнување на граѓаните. Самиот проект ќе создаде дефинирани можности со кои невработените млади лица, учесници на обуките, ќе имаат можност за отворање на сопствен бизнис во сферата на неформалното образование, но и на други идеи обработени со проектот како правен субјект кој ќе може да делува со профитни елементи. Главна цел на проектот се едуцирани млади лица и жени од руралните средини во регионот, кои преку акциско учење за значењето на општествените вредности, развој на правен поредок и локална самоуправа. Организаторите се надеваат дека преку обуката целната група ќе ги зајакне капацитетите и ќе ја подигне свеста и за екологијата, бизнис планирањето и медиумите, што ќе резултира со позитивни општествени проблеми, видливи демократски процеси и градење на здрав систем во руралните средини. Нашата анализа се покажа дека во нивниот регион, во источниот регион, младите се многу по-подвижни, по-мобилизирани и на некој начин имаат повеќе активности во руралните средини за разлика од североисточниот плански регион. Така да, во надамошните активности ќе бидат сконцентрирани некои нивни искуства и позитивни и негативни, да може да бидат разменети помеѓу вас, односно млади во тој регион. По оваа конференција, организаторите планираат да одржат 3 дводневни обуки, како и да изработат прирачник за обука на обучувачите. Имплементатор на проектот е Норгес Вело од Крива Паланка со партнерските организации Гласот на селото, Центар за рурален развој Бујрум и Фондацијата за развој на локалната заедница. Инаку граѓанско учество во руралните средини е дел од проектот на USAID за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата Отворено општество Македонија. На денешното изборно собрание членовите на Сдруженијето на диабетичари едногласно го избраа Стефан Јовановски за нов председател. Истовремено беа избрани и членови на извршниот и надзорниот одбор. Новиот прв човек на Сдруженијето планира да ја продолжи успешната работа и да ја прошири активноста на меѓународно ниво. Сдруженијето на диабетичари од Куманово на денешното изборно собрание изгласа нов председател.
Стефан Јовановски, кој е член на Сдруженијето од неговото формирање, ќе го замени Драган Гачевиќ, кој 8 години го водеше Сдруженијето. Тој ќе се труди да го задржи досегашното ниво на успешно работење, а планира активностите да ги прошири во меѓународни рамки. Многу корисно ќе биде и меѓународно искуство. И затоа сакам на тој план да работам, како погранично место, пограничен град и со соседните држави, па и во Европска Унија на меѓународен план да видиме како тие го решаваат, како го тие превенираат и како го тие третираат дијабетот. Дали од кога треба да се почне со инсулинска терапија, со кои овие инсулини и у тој смисол, мислам дека тука треба и на меѓународно ниво да се открие и да се превенира и користење искуство на повеќе друженија и повеќе држави. Според статутот на Сдруженијето на дијабетичари, секоја 4-та година се одржува изборна седница на собрание, а освен нов председател, се избра и нови членови на извршен и надзорен одбор. Сдруженијето на дијабетичари за своето успешно работење е одликувано со бројни признанија. Со наши напори за едукација на нашето членство и за едукација на население, постигнавме тоа да више дијабетес како болест, односно како состојба, не е више табу тема. Во сите овие наши активности, низ села, обично просечно 10 до 11 села проваѓавме годишне, со намера да ја зајакнеме свеста кај население да присуствува на оваа епидемија на шеќерна болест. И од тој аспект сум многу задоволен затоа што многу ново откриени луѓе кои не знаеле дека има таква болест, со ние ги едуциравме на лице место и ги упатувавме за понатамошен третман за лекување. Во Центарот за дијабетес во Куманово регистрирани се околу 6.500 заболени од шеќерна болест, а 2.000 од нив се на инсулинска терапија. Во присуство на германската амбасадорка и градоначалникот на Куманово, синоќа беше отворен 11-тиот фестивал на новиот германски филм. Во рамките на фестивалот ќе бидат прикажани 6 филмови од различни жанрови во Младинскиот културен центар Козјак. Освен во Куманово, фестивалот се одржува и во Прилеп, Битола, Охрид, Тетово, Велес, Штипка, Вадарци и Струмица. 11-тиот фестивал на новиот германски филм синоќа беше отворен во Младинскиот културен центар Козјак. Фестивалот го отворија германската амбасадорка Кристина Алтхаузер и градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Прв на репертоарот беше крими филмот Роден во болка, а во наредните денови кумановци ќе можат да проследат уште неколку филмови од германска продукција. Организатор на фестивалот е МКЦ Козјак во соработка со германската амбасада и Прокредит банка. Ова вечер денес во Куманово е навистина многу значења. Фестивалот се одржува по 11-ти пат, повторно ќе кажам, по 11-ти пат, веќе 10 пати тој се одржа. Имаше навистина голем успех. Многу е убаво што сме овде повторно во Куманово. Фестивалот се одржува уште во 10 други града во земјата и има и други градови во кои што сакаат фестивалот да биде и таму прикажан. Голема благодарност до градот Куманово, до нашите партнери од Центарот за култура кој го возможи одржувањето на овој фестивал и сакам да кажам дека соработката помеѓу Германија и Македонија е одлична и е во полза на сите љубители на филмот. Градоначалникот Дамјановски посочи дека фестивалот допринесува за запознавање на германската кинематографија, која е една од водичките во филмската индустрија од земјите од Европската заедница. Денеска ми е чест во нашиот град да биде гостин амбасадорот на надлежната земја во Европска Унија, на германската држава, господината незина ексцеленција господина Кристина, која имаме една средба пола часовна во кабинетот. Разговараме за локалната самоуправа, за предизвиците од децентрализацијата и денеска и минатата година и сега сме домачини на амбасадорката која е 2 години тука и ги отвара овој фестивал кој е 11-ти поред. Германскиот филм во Македонија, препознатлива филмска продукција, една од позначаите во Европа и благодарам за напорите на германската влада и на Прокредит банка која е некој поддржувач на цела ова недела на германски филм во 10 града.
Вечерва ќе биде прикажана драмата Феникс, а во наредните денови се до 17 октомври на репертоарот ќе се најдат трилерот Хакери, детските филмови Лола на грашокот и Спасете го Рафи и комедијата 300 збора германски. Деновите на комедија утре продолжуваат со представата Без паника под текст на Мика Мулоакова во режија на Благој Мицевски на Народниот театар од Битола. Во представата играат Никола Пројчевски, Маријан Ѓорѓиевски и Александар Копања. Основното училиште Магдалена Антова денеска го одбележа патрониот празник. Освен свечена седница на наставничкиот колегиум и одржаната културно-уметничка програма, во чест на празникот на училиштето се реализирани бројни активности. На денешната приредба веќе традиционално присуствуваше и потомокот на учесникот во НОП Магдалена Антова, која го носи нејзиното име, професор доктор Магдалена Антова Велевска. Со положување цвеќе на бистата на својот патрон и културно-уметничка приредба одржана во спортската сала, основното училиште Магдалена Антова денеска го одбележа патрониот празник. Учениците во чест на празникот на училиштето приредија богата програма. По повод патрониот празник, одржана е и свечена седница на наставничкиот колегиум. На свечена седница, како и секоја година, така и ова учебна година, значи, од страна на училиштето, значи, беше формирана комисија, која што комисија, значи, ја следи работата на наставниците во нашето училиште, за изминатиот труд. Таква одлука имаме, значи, за работен стаж од 10, 20, 30 години, значи, ги подаруваме благодарници, еден скромен подарок, една мала паžnја, за да истите продолжат со својата работа, со својот труд и натаму да ги остваруваат своите воспитно-образовни процеси. Ова основно училиште го носи името на првата партизанка која го загубила животот во НОП на само 21 година. Низината внука, професор доктор Магдалена Антова Велевска, секоја година е дел од одбележувањето на патронот на училиштето. Можам да ви кажам дека чувството е мешано. Се чувствувам среќна што овие прекрасни ученици, раководени со нивните наставници и со директорот, го обележуваат секоја година достојно овој јубилеј и патронат. Меѓутоа, во исто време и тажно, затоа што се сеќавам дека мојата тетка сепак го дала своето најдрагоцено нешто, својот живот за идеалите, за слободата и за борбата за подобро утре во Македонија и на овој простор. Јас секојаш зборувам дека секоја генерација, па и мојата тетка имала голем мотив да го направи тоа, да излезе и така нејака по својата конституција, да отиде во еден предизвик од кој што сигурно знала дека нема да се врати. И изминативе денови се одржаа бројни активности во училиштето, литературно читање, изложба на цртежи во холот на училиштето и повеќе спортски надпревари одржани во спортската сала Панко Брашнаров. Инаку основното училиште Магдалена Антова од 1989 година функционира како самостојно училиште во населбата Карпош. Во Средното техничко училиште Наце Буѓони утре ќе се одржи крводарителска акција. Учениците од албанските паралелки ќе даруваат крв од 11 до 15 часот, информираат од Општинската организација на Црвен крст Куманово. Се очекува да бидат собрани 20 крвни единици. Во училиштата вообичаено на пролет и на есен се одржуваат традиционални крводарителски акции. Времето во Куманово денеска беше умерено облачно. Максималната температура достигна до 20, а минималната до 13 степени Целзиусови. За утре се најавува облачно и суво време. Дневната температура ќе достигне до 20, а утринската 15 степени Целзиусови. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Ова беше се во дневникот. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВ+.